Да ни кажете, сега во понеделник ќе имате повторно економско-социјален совет, што ќе се носи на тој, што ќе се одлучува? Па мислам дека ништо нема да се одлучува, почнуваме некоја расправа по барање на синдикатите за новиот закон за плати во јавниот сектор, кој е многу контрадикторен, барем за синдикатите, и за почеток на преговори за потпишување на нов колективен договор, общ колективен договор за јавниот сектор. Можете вие, ќе дадете вие ваши предлози еве за новиот колективен договор за јавниот сектор и секако и за законот за плати за јавниот сектор? Па да, ние како членови на економско-социјалниот совет сигурно дека нема само да посматраме од страна што ќе се преговара, затоа што на крајот на краиштата и нас не интересираат висина на платите во јавниот сектор, тие мора да зависат од порастот на платите во приватниот сектор. Затоа што во приватниот сектор, значи во реалниот сектор се ствара ново создадена вредност, од таа треба да се плаќаат и даноци и придоници за работниците и да се полни буџетот за да може да потоа да се исплаќаат плати на јавниот сектор. Така да тие две компоненти мора да ги гледаме заеднички. Имате конкретен предлог? Не, конкретен предлог немам, имам свое размислување, но мислам дека ќе го кажам на економско-социјалниот совет. Можете да го споделите и за нас? Па тоа што го кажав, значи, ако платата во реалниот сектор се усогласува со порастот на трошоци на живот и со просечна плата, тогаш платите во јавниот сектор треба да се усогласува со порастот на платите во приватниот сектор. Само така може и јавниот сектор да ја дели судбината на оние кои ја стварат нова создадена вредност. Од синдикатите има вакво одобрување или не? Не, досега за тоа немаме зборувано. Тие лани во преговори за нивниот колективен договор има доста проблеми со исплата на К15, значи надоместот за годишен одмор. Ние исто така во реалниот сектор имаме одредени проблеми со таа исплата и имаме наши ставови како тоа треба да се реши, значи исплата на К15 да зависи од резултатите во завршна сметка за минатата година, како што беше едно време во социјализмот кога се потпунуваше тај популарен образец К15. И да секој работник и секој работодавач и секој судија и секој адвокат му е јасно дали тој работник треба или не треба да земе К15. Рековте дека законот за плати за јавен сектор е контрадикторен, на тоа укажа синдикатите, меѓутоа за вас работодавачите каде е контрадикторност? Контрадикторноста произлегува од економската состојба во која се наоѓа државава. Значи држава за време на корона кризата потроши големи пари кои ги немаше. Така се зголеми задолжувањето на државата, што доведе до поминување на таа граница на задолженост и буџетскиот дефицит расте се повеќе и повеќе. Ова допринесува до тоа да Министерството за финансии е свесно дека не може веќе да се преземаат обврски повеќе него што да се има можности. Затоа во предлог на новиот закон сите измени на колективни договори, исклучување на колективни договори е врзано со подпис на министерот за финансии, значи тој мора да даде согласност. Тоа на еден начин е спротивно на меѓународни конвенции кај што се вели дека колективното преговарување е слободна волја помеѓу двете страни, значи помеѓу работодавачот и работникот. Во овој случај тука имаме трет арбитар, тоа е министерот за финансии, кој треба да каже да, може да ја качите платата толку или не може да ја качите. Од друга страна се случаи да лани се качија, кога се минималната плата зголеми на 18.000 денари, се покачија само платите до минималната плата во јавниот сектор, додека немаше пари да се покачат и другите плати. Ова доведе до еден начин нивелирање или непочитување на сите коефициенти што порано ги имало. Затоа што вие ако имате коефициент 2 во однос на најниско платениот кој има 1, со тоа што на него му се покачила плата, да речеме ево сега за 2000 денари и на вас да ви се качат 2000, автоматски вие немате коефициент 2, веќе вие се доближуваат коефициентите. Тоа бара нова, така да се рече, прераспределба, нови коефициенти и за тоа треба навистина мудро да се преговара.